Недостигот на синдикално здружување на текстилните работници беше главната тема на денешната дебата, со која се отвори фестивалот на текстилни работници Текстилијада. Една од идеите на ваквите настани всушност да седнат сите општествени чинители и да се договорат што може заедно да направат. Ние како представник на невладиниот на граѓанскиот сектор во Штип можеме да понудиме во делот со јакнење на капацитетите на работниците, во делот со нивното право за здружување, значи не мора да има една организација, може да има повеќе, ние можеме да помагаме во тој дел. Понатаму во нудење на одредени обуки, како за некои општи вештини, животни, компјутери, јазици, така и за специализирани обуки. Она што треба да е нормално, а кај нас е револуционерно, е тоа што ваквите активности на текстилните работници сега се поддржани од институциите. Сепак сме среќни што проблемот е препознаен токму од институциите. Еве, например, оваа програма следува преку овогодинишниот поинаков концепт за културна програма на Министерството за култура, нов културен бранд. Сепак главните чинители во текстилната индустрија, работодавачите, не се појавија на дебатата. Од оправдани причини не присуствуваат, но текстилијата ќе продолжи и понатаму. Пак имаме вакви дебати, дефинитивно ова не е крај. Мислам, ќе продолжиме и да ги повикуваме на настани, да се надеваме на соработка со нив. Тоа што не се присутни работодавците и синдикатот не мора да биде голем минус, затоа што ова и ќе се емитува јавно преку медиумите и ќе се состави записник кој што ќе биде споделен со нив, така да имаме можност да ги слушнеме и нивните идеи и во некоја блиска иднина се надам дека ќе можеме и заедно да седнеме и да разговараме. Денешната дебата беше почеток на фестивалот Текстилијада, која предвидува повеќе културни активности.